ден, драги гледачи. Нова фризура, среден, спремен, влагаме во црвена линија. Тина? А врска? Почнуваме со врски секако, но нема врски кога зборуваме се разбере за она што е најважно, а тоа е што не смеете да пропуштите вечерва. Одиме веднаш со најавата за денешното издание на Вин-Вин со Оливера Трајковска. Алијанса без алтернатива, криза на идентитетот или лоши партнерства. Ке има ли смена на Конгресот? Интервју со Зијадин Села, председател на Алијанса за албанците. Гледате вечерва Вин-Вин со Оливера Трајковска во 19 часот и 15 минути. Тоа ќе гледате вечер во Вин-Вин, а денеска што ќе гледате во црвена линија. Главна тема ни е со врски на породилно, во градинка, на училиште, на факултет, на работа, на доктор, до гробно место. Тина? Дали Македонија воопшто може да функционира без врски и дали ако немаме врски, навистина сме без врска? Ќе дознаеме од вашето искуство со врските, ќе ни откриете дали имате врска, а Тео ќе ви открие каква анкета подготвивме денес. Така, пред тоа да откриеме, секако вие си знаете, ние имаме анкета на нашите социјални мрежи, на Телма телевизија и на црвена линија на Инстаграм профилот, која гласи, кратко, дали имате врски или сте без врска? Имам врска, без врска сум. Крајните резултати ќе ви откриеме после рекламите. Ќе видиме во Македонија кој колку врски има или кој колку нема врски, но секако во продолжение ќе откриеме на што се налета Тео низ улиците и анкетата околу тоа дали воопшто граѓаните имаат врски, дали е добро да се има врски. Во Македонија владеат врските за во градинка, за породилно, за на погребално, секаде. Дали вие мислите дека се потребни врските за убав живот во Македонија? Не, Злато, не би требало. Ако секаде се оди по оној редослед како што треба, јас работев во образование како професор долги години и многу ме иритираат тие врски кога се бара оценка, се бара за упис и така. Така да ако се оди без врски, онака како што треба би било идеално. Може, сигурно може да се функционира и без врска. А дали мислите дека владеат врските многу во нашите институции? Па до негде, не баш, не е катастрофално, него до негде е добре. Без врска не. Како се со врска е? За во градинка, во училиште? Се со врска, мора да имаш врска, па да можеш да ги деца да запишеш и у градинка и во училиште. Нема функционален живот. Врски сега да се потребни. Да, треба да имате врски, треба да има за подобар и по-перспективен живот за секого. Има депутизам и така. Тешко му, не може. Без врска тешко. И од секогаш било така и ќе си биде. Точно, без тоа не функционираш. Мислам дека може, да. Ако доволно човек се залага и се труди за она што сака да си го постигне, може секаде, не само во Македонија, да, вистина е дека е потешко, меѓутоа може. Не е невозможно. Дали ви имате врски, дали сте искористиле врски во вашиот живот? А секако, нешто ми затребало без разлика. Кога работиш толку време и во образование негде, сум гледала да не барам многу. Сум чекала ред, не сум сакала преку ред да одам и така. Па што знам, со адвокат, ја се надувам стално со адвокат, преку адвокат да завршам работа. Иначе вака не може да се снајдеш. А тоа не може да кажам. Не може да се каже тоа? Да. Не може. Има многу, ама не се кажу. Немам такви луѓе на функција што би можеле да помогнат. Зависи кој како ќе се снајде во денешно време. Од партијата. За во некоја институција, за било каде? Од партијата. Кај сум наклонет, јас од таму ќе си барам врска. Вече кога ме гледате на Телма телевизија, црвена линија, 16:40 часот. Гледаме, често ја гледаме таа. А за да ве вклучиме во црвена линија, не ви требаат врски. Само треба да завртите 02-307-6677 и веќе од режија ни јавуваат дека имаме и гледач кој што го сторил тоа. Добар ден. Добро вечер. Ајде, добро вечер. Секој е добро. Еве прво прашање, имате ли врски? Уште малку да го намалим телевизорот до даска, така. Ете, одлично, така треба. Бидете живи и здрави и мило ми е што се уште се наоѓаме на црвената линија, не одиме понатаму. Така е. Понатаму може и промаја. Така, во црвената линија имаме ли врски, еве да прашам? Последниот митинг на Зоран Заев пред да даде оставка, позади него седеа деца. Островци, средношколци, гимназијалци или студенти. Чиви са тие деца?
Ајде, јас ќе речем наши. Ајде, кажете ми дали во животот имате, барем вие лично искуство, дека имате потреба од врски? Кој ни ја води државата сега денеска? Деца. Деца ни ја водат. Деца ни ја водат државата кој појма немаат ништо освен интернет, Дизниленд. Да разбирате? Да се вратиме на нашата тема. Дали Македонија може да функционира без врски? Па затоа почнав ја, почнав од децата, од градинка, на училиште, на факултет, на работа, доктор. За кој ќе одиме на доктор, еве јас и ти кој ќе одиме на доктор. Утре ќе бидеш татко, ќе имаш жена, децата. Ајде да треба некого да прашаш, гинекологот или акушерот и не знам кој тамо, што работа има, што задача има. Не бе, тоа е, па затоа тамо се обраќаш. Не ти треба тебе адвокат за да одиш на доктор кој жена ти се пораѓа. Истече времето и големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. А ние секако ќе го вклучиме и нашиот денешен гостин. За него не требаше врски за да го вклучиме, освен телефонска врска, а го имаме Александар Истовски, принц музичар. Телефонски дали се слушаме, принц? Браво, се слушаме, ја ве слушам, вие ме слушате? Одлично. Так, без врски не доби, така? Ми се јавува Тина и вика, здраво, како си Срцко, ама ја за една услуга ти се јавува. Така, ја фаќам врска кај тебе. Епа ние со Тео имаме информација дека таму далечната 45-та, не 95-та, со врски си настапувал на легендарниот квиз Пирамида. Точно или не точно? Врло велма точно, бидејќи уредникот на Пирамида беше бивши колега на татко ми у Нова Македонија. Добро. И од тогаш дали се сменија работите? Според тебе, колку во животот тебе и во твојата професија музичка, снимање спотови, треба да се има врски? Значи, за жал тука, ако отидеш некаде без врски, дури кај тој што си отишол, те гледа као подсвесно, можеби, но пак те гледа као кој е лузеров што нема пријатели, не може да си фати врска, не ми требаат вакви лузери во животот. И таквите луѓе многу лесно им презакажуваат, им откажуваат, не им креваат телефон. Едноставно, ако имаш некој предмет подадено, ќе ти го турне некаде предметот. Едноставно, не постоиш за луѓето. Приморен си да фаќаш врски. Приморен си да кажеш, плиз, ми треба услуга. А од друга страна, на сите ни е преку глава од правење услуги, затоа што услугите немаат крај и услугите многу често лошо влијаат на собствениот бизнис и екзистенционализам, бидејќи правиш за без буџет, за мал буџет и така натака, она што си ти случен да го правиш и тогаш у такви ситуации го правиш недоволно добро и нерепрезентативно за наредна работа што ќе ти дојде и да можеш цена да ставиш, бидејќи добар си онолку колку што си бил добар последното што си го направил и идеш против себе на некој начин. Зошто е толку влезено тоа правење услуга, паќање врски во оваа земја, не можам да го разберам кога е само тонеме со тоа. Мислиме дека некој ни прави услуга или дека му правиме, уствари сите на себе си правиме меѓу себе контрауслуга. И само тонеме. И секој секаде бара попуст, значи било кој предмет да го земеш, ако пример си го земал, да кажеме 12.000 и ново, неупотребено, да треба да му го дадеш на некого и побараш 1200 денари, ќе ти каже ако може за 800. Принцот Тео брка врски кај мене за да ти постави следно прашање. Мене највеќе ме интересира вие како врвен музичар, сигурно ако може ни откриете дали еве да кажам млади музичари вас ве користат како врска за да успеат во музичкиот свет кај нас, па и странство нормално. Види, јас многу искрено сум во музиката и кога ќе насетам добар талент и потенцијал, апсолутно не е потребна никаква врска. Сум
помогнал на луѓе кои што уопште не ги познавам, кои што сум видел дека стварно се добри. Сум бил приморен и да одбијам луѓе кои што многу добро ги знам, но едноставно не ги бива. Се работело за тоа. И сега и јас како и сите сум имал бенефит од некои врски. Например, јас учев 2 средни школи, учев машинско и музичко. Меѓутоа, никогаш немаше да се запишам во музичко да не ми помогнеше Тома Манчев и да не ми возможеше да идам паралелно па некои предмети да не ги следам ваму што ги следам на другата школа. Се правеа некои исклучоци затоа што беше пријател со мајка ми. Но ете, не било за џабе тоа случајот, бидејќи сум останал во музиката. Но, за жал, се прават цело време такви работи. Да, можеме... Случајоци се секогаш можни, а ако не те знае, само ти вика извини, не може. Да, може пример затоа што и тој што си отишол, за жал сега секаде се ставени на таа работа преку врска. И он другачие не знае. Или знае преку врска да ти заврши работа, или да ти каже ја не знам ништо, бидејќи ме ставија тука, може и да ме тргна. Да, и затоа пример ние може да кажеме со младите музичари, еве како вие што кажате, не ве користите како врска, туку вие со талентот услуга им вршите, им помагате, би рекол, не е тоа некој вид на врска? Барем ја така мислам. Па да. А сега ќе мора да ја прекинеме врската и да ти кажеме големо благодарам што одвои време и се вклучи во црвена линија. А осекако ќе побараме со врски да останеш докрај со нас. Она што е најважно, имаме гледач на 023076677. Добар ден и секој добро. Добар ден. Среќен и убав ден на сите. Благодарам, истина на вас. Убав ден и на вам. Не дај Боже да дојдиш до нешто, да мора, да одиш, а да немаш врски, да немаш твој човек, некој голем, адвокат, судија, командир, инспектор, нема да завршиш работа. Јас отидов во нашата општина, барав бесплатна правна помош. А службеничката се одредена за тоа ми вика, ајде оди таму у Кабадарци има 50 адвокати, консултирај се со нив, дали имаш право или немаш. А она е за тоа да ти напише и да те спроведе кај требе. Одам ки јавната правобранителка и викам кај требе да се обратам. Забрането ми е ни да му кажуиме на луѓето кој кај треб да оде. Кој одговор е тој? Одам у катастерот, му викам зошто вака? Ни шо ќе запиши, ни поп шо ќе закопа, нема враќање. Едина услуга ми направија у Велес, што ме примија како мајка, ми сварија и чај, и сите работи ми завршија. Кога дојду у Кавадарци ми вика, воа ништо не важи, кој воа може да се снајде, ајде, ој си. Значи дека е нашто чувство спрема обичниот граѓанин што нема врска. Нигде го нема. Значи ние немаме правда, немаме демократија. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Одиме со следен гледач. Така. Добар вечер. Добар ден. Добар. Одлично ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Ајде па збори некоја друга. Не, само вие зборувате и тоа без врска. Вие сте главни. Добро вечер. Јас сум Бабаровска село Орман. Поздрав до Орман. Вака, јас сум многу против тие врски. Само по квалитет да се запослуват луѓето и било кај да отиде со способност ќе трчеме напред сите. Вака многу е лошо со врски. Се уништуваме самите, мислиме дека ни сврши работа некој, меѓутоа тоа не е убаво. Мене ќе ми заврши, а друг не може да заврши и што се направиле? Не може така. А имате ли вие врски да прашаме? Да се снајдеш, да кажеш, да јавиш, никако со врски, ја не се сложила нит, против тоа сум. Од секој сум била и сега сум.
Друго што да ви кажам, ајде, Што прашете велиш мене. Душа за врски? Ајде, дали лесно завршувате работа кога немате врски? Пример во банка. Па, макар и тешко да ја завршам, не ќе завршам. Без врски, така треба. Одлично. Баруска, останете со црвена линија до самиот крај, секако со програмата на Телма телевизија. Повторно вклучуваме гледач, да побараме врска. Ајде, добро вечер. Добар ден. Добар ден. Како сте? Одлично ве слушаме. Јас сум одличен, дури 3+. Не, 3+, одиме на 5+. Зошто 3+? Не, многу е. 5+ е многу, ќе ме избркаат од школа. Добро, на средина. 4+. 4+. Така, важи. Па тоа беше и темата врска, ќе фатиме на... Па да ви кажам најискрено, прво денеска не можете да живеете без врска. Не можете да отидете, што се вика, со извинение ни до ВЦ, значи без врска. Не можете да во самопослуга да отидете да ви дадат нешто поквалитетно тргнато настава. Не можете во банка, во пошта, во било која продавница, значи во било која институција. Секдека мора да има врска ако сакаме да свршиме работа. Само на едно место не се бара врска и нема да бараме никогаш, тоа е за оно последното. Тоа не го сакаме. На друго место, ама ако ништо друго, со врска едно кафе ќе дадеме и ќе ни свршат работа. Ако нема што најмал се. А иначе луѓе плаќаат кои имаат пари за да завршат некоја поголема работа и со тоа веќе спаѓа во 10.000 евра ќе дадат. Тоа веќе спаѓа во категорија мито, но врска е врска. Да го познаваш. Врска, ама со врска е тоа све. Се се прави со врска ќе се фаќа и се постигнува целта. Ако не е таа врска, апсолутно да си не можеме никаде. Зашто и митото и врската се брат и сестра. Ама различни работи се. И митото и врската се брат и сестра. Истече времето, секогаш внимавајте на тајмерот. Затоа ни треба врска, нели да повторуваме, она што ни треба е гледач. Така е. Добар ден. Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали не слушате, во црвена линија сте? Одиме со следен гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро. Одлично ве слушаме, во црвена линија сте. Видете сега, врски има ги има, не само кај нас, секаде ги има врски. Вие имате ли врски? Мо? Имате ли вие врски? Да, врски за кондори имам. А врски? Други врски. Видите, максимум избегавам да бркам пријатели, луѓе или да корумпирам некого. Имам некоја разработена стратегија тука со моја невеста. Добро. Поздрав Значи, кога идеме некаде да бркаме работа, идеме тимски. И скоро, ако не 100%, ама 99,9% ни успева таа стратегија што правиме. Зборам за по институции, дали треба да идеш на лекар, дали треба да идеш некои документи да водиш за нешто или било што. Ја изигравам силеџија, правам проблеми на шоферите таму и жена ми ме вреѓа. Ме омаловажува, ме делавира пред нив. А ви имате театарска представа за да дојдете на ред? Да, баш така, господјо, мораме да се снаоѓаме, бидејќи нема друг успех. И на моите вреѓања ја доаѓам до ситуација со обезбедувањето да се сретнам, а додека она умеѓу време напаѓајќи мене добива приоритет при влегување било каде во институцијата. Така да... Дали тоа треба така да биде? Што мислите ви? Не треба да биде така, ама мораш некоја стратегија да разработиш. Ајде, истече времето. Времето истече, но Дали имаме коментари? пред да го приклучиме следниот гледач, малце да се свртиме кон нашите социјални мрежи, односно во пораки на црвена линија. Имаме прв коментар од Борис. Добар ден. Денес нема пријателство за врски, туку ако имаш добра пара за врски ти е отворена секоја врата, иако си партиски војник. Идеме и со следниот коментар од Драгче. Врски употребуваат сите кои имаат можност, но најнеблагодарна врска е мислам врска за добивање на водачка дозвола. Тоа е трагична врска. Ова е дури интересна идеја за некоја наредна тема. А кога зборуваме за врските, најважна е врската што имаме со нашите гледачи. Добар ден и
Добро вечер. Добро вечер и од мене. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме. Прво прашање, имате ли врски? Ве слушаме. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ви благодарам. Во оваа држава без врски нема ништо. Нажалост, ова е страшно нешто што се случува. Страшно. Додек 1000 години сме назад од Запад. 1000 години. Сметате ли дека на Запад нема врски? Послушайте, само да ви кажам, денеска читам за апанажата. За апанажата слушам. Мојата ќерка е во Стокхолм. Седиме со ќерката и чекаме воз. Воз за Еребру. Замислете, Министерката за социјала седи со нас на клупата надвор и јади петиво. Да, но тоа се е супер, но тоа не е темата. Да е нормално како секој нормален граѓанин. Значи не фаќа врски? Не е темата. Нема врски таму. Ама сакам да кажам, нашите нема врски таму, нема ништо таму. Ништо. Се завршува со еден телефонски разговор или имейл. Ти пушта порака, враќаш порака и тоа е се. Кај нас, да ви кажам само случка, мажот ми почина. За жал, времето истече. Еве предупредување за секој нареден кој што ќе се вклучи секако без врска. Ке мора да внимавате и на таймерот, 90 секунди имате за вашето излагање. Така е, да слушнеме. Дали Македонија може да функционира без врска? Добра вечер. Добар ден, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Дали ќе имаме успешна врска со следниот гледач? Добро вечер или добар ден? Намалете го тонот на ТВ приемникот, се слушаме јас и те од другата страна, од вашиот дом. Добар ден. Добар ден. Телевизорот на нула. За јасно убаво се слушнеме, а и вас да ве слушаме. Да, благодарам. Ако сум јас на линија... Вие сте, да. Јас би рекол вака дека неспособноста, нефункционалноста на институциите и неможноста на граѓаните да ги завршат своите работи каде што треба, привилегираното вршење на работи на одредени личности доведува до таква ситуација да многу луѓе пробуваат да се снаоѓаат и да фаќаат врски. Тука неминуумно доаѓа до врска? Нито и корупција, бидејќи за секоја извршена услуга. Да, дали мислите дека лесно се стекнуваат тие врски денешно време? Се дава некако подарок. Дали лесно се добиваат врски денес? Кај нас. Просете не редактор? Дали лесно кај нас се стекнуваат тие врски? Во Македонија? Да, кај нас функционира тоа многу добро. Дали преку своји роднини, пријатели или со препорака за добра надокнада, за добра подарок, функционира и тоа многу добро. Истече времето, еве уште еднаш повторуваме, важно е секогаш гледате го тајмерот, 90 секунди имате, за да не се прекинувате насред мисла. Идеме со нашата следна врска, односно гледач. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден и секој добро. Имате ли врски за во црвена линија? Ви благодарам што ме уклучивте без врска, без никаква ургенција. Да, правилно беше, нема тука ништо немаме привилегии, никакви врски, така да на другите телевизии да ви кажам ги гледаат на тајмерот броевите и после уклучуваат некого и 2 недели. Еве 24 часа јас им кажувам го гледаат тајмерот и викаат не го пуштаме него. Значи без врска освен кај вас до моментов нема по мене. Најправедни. Верувајте дека без врска, што кажа човекот, ни во тоалет не можеш да појдеш во Република Македонија. Зашто е таквата клима, зашто е таквата болест
дали од нас граѓаните, дали од политичарите, дали од функционерите, треба да си поставиме прстот на главата и да видиме самите што правиме ние со државава и што правиме. Кажувате до гробно место и тамо ако нема човек пари да го плати попот, ќе треба да најде врски. Така да, за жал, Македонија е заразена со некоја корона чудна, 20, не 19, него 20, и до кога ќе трае, тоа не знам јас. Меѓутоа, почнувајќи од основни градинки, па до факултет, се треба врски. Па дури и од капијаш, па или портир, па до директор. Што значи дека Македонија е заразена со тие мито, корупција и со тие врски. Тоа е, врската е во завртена форма. Ете така, уште еднаш повторуваме, внимавајте на тајмерот. А секако, за да не чека гледачот, ќе го вклучиме веднаш на 0230766777. Добар ден. Добар вечер. Дали се слушаме, во црвена линија сте? Добар ден. Одлично ве слушаме. Дали сум приклучена и се слушам добро? Вие сте, да. Приклучени и тоа без врска. Повелете. Ја врски пробав да праќам, не бива. 15 години барав работа, после 15 години пак сум врска сега. Не бива. Без врска не може. И тоа сакам да кажам, нема тој лази што вика, не одам, не фаќам врска. Ако не беше таа врска, јас денеска не беше да имам ни пензија. Председателот центро најдобро работеше, го избрка, го ставија во затвор. Значи, кај нас не може да се работи поштено, не знам зошто така. Зависи каква среќа има човек, да се бори треба упорно, само тоа. Друго не треба ништо. И благодарам многу ви на емисијата. Благодарам, сега го останете со нас и драго ни е дека ви се допаѓа оно што го слушате и гледате во црвена линија. Така, сега е малце време да свртиме кон нашите социјални мрежи, односно на Facebook, црвена линија, во пораки, да видиме што сте ни пишале. Имаме коментарот, односно порака од Пецо. Здраво, врската ја прави, дозволува, подхранува и остава да врие. Неквалитетното раководство не надржава. Поздрав. Тоа од Пецо, идеме следна порака од Јелица. Имам две ќерки. Едната цело време со врски на факултет, за работа, за лекари, а другата постара цело време сама се упишуваше во средно на факултет. За работа, јас последна дознав дека почнала своја фирма. Едната што ја гуравме со врски има 20.000 денари, а другата околу 100.000 денари. Се померка. Се померка, преку оваа порака, значи понекогаш врската е и лоша услуга. Подобро кога сами го пробиваме патот, а имаме гледач кој што веднаш не доби, се надевам. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Не ве доби веднаш, два пати звони до крај, не ме уклучуват, не знам зашто. Најверојатно затоа што пред вас имало гледач. Не, ве сега добив некако. Ете. Така да мислам дека без врска не може животот да постои. Имам толку големо искуство со тие врски, меѓутоа не јас да фаќам врски, меѓутоа мој близок многу врска имаше и услужуваше на сите, кога дојде за него врската најдобриот пријател и све доктор не дојде, па човекот почина. Така да некој пути врските за некого девлуваат, а некој ги заборава. Али без врска, значи, не знам што да кажам, нема нигде каде да отидете, нешто има многу работи што без врска сум ги чекала со денови, 2, 3, така да уопште не сум присталица на врска, меѓутоа што да правиме? Животот е таков и те тера, едноставно те тера да мораш. Каде одиш, ако немаш врска, едноставно ти чекаш, никој не те ни приметува, не ни те познава. Сега зависи од врската. Врската, знаете како е сега? Мораш да вратиш. Или ти требал да направиш врска, па за да добиеш врска. Тука и врската не иде само така, ако нешто не понудите. Така да мислам дека митото е повеќе него врската. Тоа е, еден гледач рече брат и сестра. Искуство е мое тоа така. Благодарам што се вклучивте, секако останете со црвена линија. Одлично, имаме те уште еден гледач. Да слушнеме. Добро вечер. Добро вечер и секој добро. Дали се слушаме? Гледачот дали не слуша во црвена линија? И уште една трета среќа без врски, се разбира,
Добро вечер, добар ден, во црвена линија сте. И намалете го тонот на телевизорот на 0. Така, ништо, ако исчезнеме, подсетуваме дека барем од она што го слушнавме од гледачите, за се и се што треба врска. Но секако не ви треба врска, ако сакате да слушнете Тео, како може да го добиете на социјалните мрежи. Така, кај мене... И секако да коментирате и таму. Така, кај мене нема потребно од врски, се е праведно тука, а како вие нас може да добиете на нашите социјални мрежи, на црвена линија Facebook, црвена линија Instagram, црвена линија Twitter, да ни пишете во порака, односно меседж, на пост на денот, во коментар, ваше размислување, дали во Македонија има функционален живот со без врски, да ве слушнеме. Исто така, највеќе ве очекуваме на телефонски број 02 307 6677. Ве очекуваме да ни дискутирате. Може да ни откриете, еве, вие што мислите, дали во спортот се потребни врски за нашите деца да успеат. Ве очекуваме. И каде најмногу досега ви барале врски? Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Да. Одлично ве слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро. За темата. У Република Македонија без врска не бива. Мора на вратот да имаш врска да излезеш да шеташ. Иначе 12 години тапкам по управен суд и нема никој да ти изведуе на ното. И потражија 2011 година управен суд 3000 евра да завршат работа. Председател на управен суд на Република Македонија. Замислите колку след човеците тука речега, ако имаш толку пари, донеси и ќе завршам работа. За 3 дена вика решението ќе ти дојде дома вика. Фала, пријатно. Благодарам многу, не го искористивте целосно вашето време, но секако 90 секунди следуваат за следниот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер, црвена линија. Добро вечер, може анонимен? Па вие сте, да. Да, вие сте. А види, секој лаже дека има врска. Само има, јас немам врска и уште еден човек во Македонија. Зоран Заев. А дали може да го прескокнеме премиерот и да преминеме на вашето искуство со врски? Дали вие имате врски? Дали ви бараат врски? Јас немам ни врска, ни жив и здрав, поштување за вас, важно само тој човек е без врска. Така, еве јас да ја прашам, дали мислите дека тие што имаат врски и користат нон-стоп, треба да се санкционираат? Се исклучи гледач. За жал. Секако ќе напоменеме дека интересот е голем, па секој ваше вклучување држете се до темата. Оно што дискутираме е дека очигледно за се треба врски, со врски на породилно, врски за градинка, врски за на училиште, факултет, работа на доктор, па не дај Боже и врски за гробно место. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот на 0. Дали се слушаме? Добар ден, добро вечер, црвена линија. Добро вечер. Одлично ве слушаме, во црвена линија сте и еве, какво е вашето искуство со врските во Македонија? Значи, може да разговарам. Да, вие сте, да. Сега вака ќе ви кажам. Мојот син след 20 години заврши медицина со 9,75 просек. Добра. Го примија една година тука, без пари во Македонија, и работеше без пари, после го откажаја, како специализант во Америка, почна од нула и сега е за Флорида, во Мајами, е неурохирург. Браво. И овде не може да го запослат, а со 9,75 просек. Не ги ценат. Еве го, сега живее на Флорида, јас сум често таму, сега дојдов тука по некои семејни работи и е неурохирург заедно со својата сопруга. Како функционира, еве да речеме, таму системот кога се во прашање врските? За таму нема, таму работа. Верувајте ми, таму почна тој од хигиеничар, па дојде до лекар, па јазик, англиски, па нивната историја, па специализација и дојде до нейрохирург.
врски не треба таму. Таму се гледа работата. Ако ти си ја сакаш работата, ако работиш, старираш. И сега е неурохирург. Еве ви кажам, 20 години е во Мајами. И е врвен. И го викат, тој се викат Филип, и го викат, ти си македонскиот Филип. Така. И па, поголем поздрав до Филип и нека не гледа во Мајами, 90 секунди истико и секако благодарам што се вклучивте во црвена линија. Дали ние е време малку да земеме конечно здив? Ајде, ќе вклучиме со врски. Со врски, нормално. Даваме предност за вас. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и секој добро во црвена линија сте. Добро вечер. Да, ве слушаме, повелете. За темата, во Македонија, за жал, се функционира со врски. Уште еднаш ќе повторам, за жал. Зошто е тоа така? Затоа што ниту едно лице не го заслужи во она место на кое што работи, било да се функционери, директори и ред надолу. Доколку секој би го заслужил местото на кое што е поставен, тогаш нема да има потреба од врски. Добро. Од нормално, од породилно, додека умри човек мора да се фаќаат врски. На запад не му треба на луѓето никого да познаваат, не му треба да има никакви врски. За било која работа да ја завршат, ако треба 15 минути за директорот и 15 минути ќе треба и за работникот. За кај нас ние самите си го правиме системот да е ваков. Сите сакаме да не чекаме, сите сакаме да побрзо да ја завршиме нашата работа. Толку имам јас да кажем за темата. Благодарам што одвоивте време и се јавивте на 02-307-6677. А сега мислам дека е време со мала кратка пауза да направиме. Одиме со реклами. Здраво! Во Македонија не можеш да најдеш добра работа без дебела врска. Сите убави работни места се наместени со врска. Тендери со врска. Ами и со мито, ама тоа е некоја друга, за друга тема. Затоа најдобро нешто на што можеш да се надеваш е да најдеш врска што има врска ако немаш врска. Затоа дедо ми Јордан Сокол од Паризлијата се заколна, уште додека бил во Париз, дека нема да користи врски без врска. И на сите внуци ни даде аманет да не користиме врски без врска. Момент, само телефонот ми звони, ќе дојдам. Allô? Oh Jordan, comment ça va? Tout va bien? Oui. Merci. Très bien, merci. Est-ce que tu as quelqu'un dans la maternelle? Est-ce qu'il y a un problème? Merci, à bientôt. Ko? Шифеми. Еден пријател од Француска ми се јави да... Од Франција, не од Француска не. Ми се јави да му завршам некои работи. Со врска. Поздрав. Внукот на Јордан Сокол од Паризлијата, излагање за тоа колку се важни или неважни врските. Ние не ве прашуваме дали сте во врска, ве прашуваме дали понатаму се може да функционира само со врски во земјава. И добар ден. Добро вечер. Да? Добар ден, во програма сум. Секако во црвена линија, повелете. Да. Дали Македонија може? Па, Македонија како држава може, него треба да можат граѓаните. Треба да се навикнат на тоа. Да го работат тоа што се способни, а не да бараат врска за да клатат врата и да зимаат плата. Само тие неспособните бараат врски за таква работа. И оние што купиле диплома, и оние што се мрзливи и психички и физички, ги мрзи да работат, ги мрзи да размислуваат. А во Македонија, да ви кажам, мноштвото се такви. Тој што ќе рече дека овде во Македонија и на Балканот народот е вреден, тој гадно се лаже, да ви кажам.
Затоа толку постои мито, корупција, толку постојат врски, непотизам, газење едни од на други, да се изразам народски. И омраза. Јас ве мразам вас затоа што сте успешни. Ето, од таму тоа доаѓа. Од и нашиот мозок е мрзлив. Не размислува. Треба да си ги заработам парите што ќе ги земам за тој месец. Што значи толку колку сум способна. Ако сум способна, ќе бидам доктор. Ако не, ќе бидам хигиеничар. Ништо не е срамно. Секоја работа се плаќа. И секоја работа е за луѓето да работат. Значи, врски може... за да се завршат работите? Молам? Врски за да се заврши некоја работа? Па не треба, треба совеста да не проработи тоа да се сработи по процедура, а не со врски. Него по закон. Јас не сакам со врски да бидам вработена. Благодарам, но секако ни ви бараме врски за да останете со црвена линија. Се надевам дека со драго срце не гледате. Така, сега, како што беше ветено на почеток, да ги видиме крајните резултати на нашата анкета на Телма телевизија и црвена линија на Инстаграм профилот. Дали имате врски или сте без врска? 25% имам врска, 75% без врска сум. Победи она што се нарекува без врска. Дали имаме време да прочитаме уште еден коментар и тоа се рачуна како јавување? Да, јас мислам дека имаме. Исто така на Facebook опораки од Зорица. Ве гледам денеска и сакам да кажам нешто за темата врски. Кај нас може да завршиш работа без врска, ама ќе чекаш долго. И ние сме учени, дојди фати врски и заврши веднаш, а за тоа сами сме си криви. Ете, тоа беше коментарот на Зорица. Дали треба да фаќаме врски од режија за повеќе време за уште еден гледач или... Мислам дека нема кај нас врски за тоа, за жал. Така, она што заклучивме, барем горе-долу од сите оние кои што се вклучија во црвена линија, најверојатно во Македонија се уште да функционира, се потребни врски. Но исто така имаше и коментари кои што нагласија на ваков или онаков начин дека понекогаш не случајно велот волкот има дебел врат, бидејќи сам си ја брка работата и тоа според заслугите. Така, Тина, дали ќе откриеме утрешната главна тема? Апсолутно да. Оно што е интересно дека во недела на 13.2 ќе се случува протесен марш, каде што ќе се зборува пред се за правата на еднородителските семејства. Така, како да им помогнеме нивните права да не се табу тема. А сега го оставаме со Готвиме со Маја. Така, довидување од мене и Тео, се гледаме утре.